Европската комисија во ноември минатата година ја одбра Атина за Европска престолнина на иновативност за 2018 година, а сега во грчкиот главен град се одржа конференција токму за оваа награда и имплементација на иновативните решенија за подобрување на секојдневието на граѓаните. На конференцијата учествуваа и представници на град Скопје. Никола Гаджовски, раководител на секторот за планирање и уредување на просторот, и Тони Масевски, советник за стратегија и развој во кабинетот на градоначалникот на град Скопје. Масевски беше дел и од панел дискусијата. Тој говори за соработката на македонската и грчката престолнина, за проектите на општина Атина кои би можеле да се адаптираат и применат во град Скопје. Град Скопје е еден од 12 градови кои учествува во проектот Хоризонт 2020, финансиски проект во кој Атина е град од кој што ние превземаме искуства за примена и алатки за зголемување на демократската партиципативност на граѓаните во процесот на донесување одлуки и генерално во јавниот живот. Тој објаснува дека една од идеите е детално да се разгледа атинската дигитална платформа Син Атина, која е комплетно применлива кај нас, како платформа која ќе го зголеми интересот на граѓаните во јавниот живот. Ние сега работиме на преземање на целиот план на организацијската структура на комитетот што работи на тоа. Станува збор за поширока платформа на стейкхолдери кои се инволвирани во процесот на осовременување на градовите. Атина е прв град што го направи тоа. Тој модел го разгледуваме и го адаптираме кај нас како и Син Атина платформата за граѓанската партиципативност. Тие се две работи кои во скоро време сериозно размислуваме да ги примениме кај нас, вели Масевски во однос на следните проекти.